Екипа, добродојавте во новото видео. За тие што не знаете, може накратко само да ви кажам моја историја. Моето вежбање започнува со стрит воркаут. Уште самите почетоци, првите 2,5-3 години вежбав стрикно само стрит воркаут. Не можев ниту еден згиб да направам. Склекови, што знам, околу 10 до 15. Имав некоја голема желба за вежбање. Тогаш беше, знам, фати короната, престанав и со карате и со такви работи и едноставно морав да се пронајдам во нешто. А тоа беше стрит воркаут кој што стварно многу ми помогна и за стекнување и некоја самодоверба и за воведување некоја дисциплина, константност. На многу работи научив со ова, така што верувам дека ова видео ќе ви биде од корист. Ова видео е за сите почетници кои што не можат да направат еден згиб. Знам колку е тешко, затоа што јас го поминав тоа, грешев и ова се некои 5 работи кои што јас би ги издвоил како клучни и најважни за совладување на првиот згиб, затоа што знам колку, како што напоменав, е тешко и мислам дека овие работи многу ќе ви олеснат. Прва вежба која што јас би ја вметнал на почетокот, доколку повторно, почнувам од почеток и не можам да направам еден згиб, а тоа се негативни згибови. Сега може да најдеме некоја, дојди. Ако не можете да најдете во паркот или местото кај што вежбате некоја пониска шипка, тоа ќе, да речем, може ќе ви биде проблем или ќе си најдете нешто да се поткачите. Ама прва, да речем, вежба која што ќе ја практикувате се негативни згибови. Сега ќе ви покажам како треба да изгледа тоа. Значи се фаќате негде во малку пошироко од ширина на рамења. Значи ако најдете некоја ваква висина идеално. Малце подскокнувате од тука и полека спуштате долу, скроз доле. Оп, се враќате правовитна состојба. Идеме пак. Скок горе, полека спуштај. Што е целта на оваа вежба? Да ја осетите тензијата на што се вика на мускулите, грбот, рацете и така натаму, за да имате представа како треба да изгледа движењето, сосема обратно од ова, да се повлечете за згиб. Не би ви препорачал повеќе од 5 повторувања на оваа вежба, значи може да дојдете 3 до 5, затоа што ствара премногу стрес и замор и би било се непотребно повише од 5 повторувања. Така што оваа вежба обавезно да ја практикувате, многу ќе ви олесни. Втора вежба, исто така, која што сега за жал не можев да најдам, е згибови со ластик. Значи ластикот го врзувате, го спуштате долу, го газите. Значи секој ластик има, да речем, своја јачина која што ќе ви помогне, има подебел потенок. Најдете тој што ќе ви одговара моментално на вас, барем да направите минимум 8 до 12 згиба со ластик. Така што го ставате ластикот, газите со исправени нозе исто. Значи рацете ги местите малку пошироко од ширина на рамења и влечете нагоре. Трета вежба што би ја издвоил се австралиски згибови. Сега ќе ви покажам зошто се битни. Висината може да биде, да речем, оваа е идеална, а ова е премногу високо. Значи гледајте нешто да биде до висина на вашите колкови. Со тоа што рацете исто ги местите малку пошироко од ширина на рамења, се спуштате долу под шипката. Сега, што е битно? Ето, тоа не е битно. Битно е задникот да е исправен, кичмата права, влечете до горе. Немој да го спуштате задникот и да ви пропаѓа, со тоа што доколку ви е тешко, што поблиску ги доближите вашите нозе до вас, се исправите, толку ќе ви биде полесно. Пече сонце, брат. Ето, четврта вежба. Овие ги викаат scapular pull-ups. Што значи тоа? Ова е многу битно движење, да го совладате, дојде од позади. Да го совладате затоа што вака всушност почнува и згибот. Што значи? Се фаќате малку пошироко од ширина на рамења и го вежбате ова. Значи, само со лопатките влечете нагоре. Многу е битно да го совладате затоа што
правилен згиб иде 1, 2. Пак да повториме. 1, 2. Исто како на првата вежба што ви покажав негативни згибови, некои 5 до 6 повторувања се таман, затоа што, пак ќе кажам, премногу замор ќе створите, што е непотребно. 5 до 6 повторувања се одлично. И како последна, што може многу да ви помогне, ајде тука, може овде. Се dead hang. Сега, може на видум изгледа безпотребно, но многу ќе ви помогне во зајакнување на подлактиците, кој што се многу битен фактор при учење на првиот згиб, односно колку сила ќе имате. Практикувајте ги секогаш на крај на тренинг, за да не губите сила на овие вежби кои што ќе бидат први на почетокот, со тоа што се фаќате и имаме само висење. Гледайте да не ги собирате нозете горе, да нема виткање во кичмата, значи нозете исправени и висите доле. Секогаш на крај на тренинг може да го практикувате и да задржувате максимум колку што можете. Сега, сите овие вежби што ви ги покажав, доколку го практикувате, да речем, овој план, верувам дека за 15 до 20 дена ќе може да го направите вашиот прв згиб. Со тоа што јас би одел еден ден вежбам, еден ден пауза, еден ден вежбам, еден ден пауза. Затоа што овие вежби што ви покажав не се, да речем, некој класичен тренинг кој што ќе ви представи многу замор. Значи ќе имате доволно време за опорвување од еден ден, нели? Практикувајте го ова секој втор ден, наредните 15 до 20 дена и верувам дека за многу брзо ќе успеете да го направите вашиот прв згиб. И се надевам дека некако ви помогнав. Овие работи што со вас ги споделив, доколку би почнал од почеток, сигурно би ги применил за да стигнам што побрзо. Затоа што правев јас некои грешки на кои што јас лично учев и не би ви препорачал, нели, да лутате и да губите време, зошто да речам, да не ви помогнам, доколку сум го поминал тој пат, за побрзо и по ефективно, нели, да го научите вашиот прв згиб. Се измор. Прашање нема. Ово видео нема прашање. Што да правам, да заборив? Ви благодарам. Се на публиката дека нема прашање. Се извинувам заради тоа што заборавив да ставам Q&A на мојот Instagram профил. Овој пат нема прашање и одговори. И тоа е тоа. Ви благодарам на сите кои што останавте до крајот на ово видео. Се надевам ви помогнав. Доколку некако можам на друг начин да ви помогнам, слободно пишете ми на мојот Instagram профил, кој што го имате доле во описот. Претплатете се на каналот, многу ќе ми значи и се гледаме во наредно видео.